имаме навистина интересна приказна која што треба да ја споделиме заедно со вас, нели? Ивана Куцевска е мој соговорник денеска. Се наоѓаме повторно во фитнес центарот, нашиот фитнес центар. Да, мојот фитнес и твојот фитнес центар, да. И ќе ни каже ова е нешто друго. Сега не одиме со, нели, луѓе кои што се фитнес тренери па тоа го работат, туку со човек кој што навистина се пронајде. Јас им реков да напиша таму темата дека е кога вежбањето ќе ти стане дел од живот. Пасија. Така некако. Да, Пасија, да. Ивана Куцевска, за почеток, што си се? Јас сум многу работи. По професија сум правник, работам како адвокат, веќе сум лиценциран од неодамна. Друга професија што ја работам веќе 10 години, тоа е се занимавам со шминкерство. Тоа веќе, откако станав адвокат, ми стана повеќе како хоби, како дополнителна работа. Меѓутоа, не планирам ни тоа да го тргнам се уште. А вежбањето е најголема пасија од која што никогаш не можам да се оттргнам. Како тргна се? Како тргна Ивана во вежбањето? Ивана во вежбањето? Да. Ја вежбам од, можеби, не знам, 5-6 оделение. Сум пробала најразлични активности, професионално се бавев со хип-хоп играње. Тоа беше некои 7-8 години. После испробував кикбокс, кросфит, функционални тренинзи, бодибилдинг, од све по нешто. Да на крај дојдам до еден начин на кој што само јас ќе си го прифатам и сега јас не вежбам, ако вежбам тука у салава бодибилдинг. Вежбам микс на активности кои што мене ми одговараат. Функционални тренинзи правам и микс на кросфит, на бодибилдинг, на Како ми рече, нели, пред овој разговор, ми рече всушност дека секогаш и така си настапувала. Никогаш си никала тренер да ти покаже што тоа, нели, или да те води некаде. Јас сакам некој што е постручен од мене, а има многу. Ја не сум стручна во оваа област, едноставно сум создала нешто што мене ми одговара и мене ми функционира за моето тело. Меѓутоа, барам стручните луѓе да ме критикуваат. Помалце ги сакам пофалбите, затоа што многу почесто ги добивам, а многу повеќе сакам да бидам критикувана. Од тоа учам и сите учиме од тоа. Да. Колку трае тренинг еден, таков, твој? Ти правиш, ти си го дозираш? Секогаш идам до максимум, така да зависи. Сат и пол, 2-3. Да. Што се вежба тогаш? До исцрпување, до такво, до дека не се До умирачка. Си го правам тренингот пред да дојдам на тренинг и тоа се некои репетиции што се многу повеќе од тоа што треба да бидат, валјда. И додека не ги направам, не си одам. Леле. И после дома како? Дома како? Никако супер одлично. Те боли се или не? Не. Сега Мислам, не. Постепено имаш некои воспаленија, меѓутоа твоето тело е веќе навикнато на таа болка и се гради мускулатурата, така да може да се воспали само некоја регија што не е фатена. Да. Доволно. Ми рекоа тука луѓето дека нели размислуваат за тоа и тебе да те вклучат во оној процес. Да. Би прифатила и трета професија или многу е? На таа тема одамна размислувам, имам многу идеи. Меѓутоа, адвокатурата, откако почнав да работам, бидејќи работам повеќе во областа на кривичното право и тоа бара премногу ангажман. Значи има денови кај што ќе работиш 6 сати, има денови кај што ќе работиш 24. Значи, од тој аспект се размислувам, али таа идеја никогаш нема да отфрлам. Имам многу понуди од многу страни и од Салаван. Сега ова е моето место кај што вежбам. Така да, не знам, ќе видиме. Да. Мотивација, дали е тоа најважно? Дали е мотивацијата она која што треба да те донеси и да те натера да си тука и да си? Не. Може би многу зборува дека најбитно е да си мотивиран за да доеш да вежбаш. Ја од лично искуство ќе кажам дека мотивацијата е на последно место. Мотивација може би да е 20% од 100%. Друго најбитно, односно единствено што е најбитно е дисциплината и организираност. А дисциплината нема да може да исполниме ако не сме умствено способни да донесеме одлуката. Значи јас од 10 дена, да кажеме, 2 сум само мотивирана, 8 дена дисциплина. Се терам самата да станам од креветот, да излезам од таа комфорт зона и да дојдам тука да извежбам. Значи мотивацијата флуктуира и не секогаш
ќе не обстане на долг рок во вежбање. И сега мотивација, значи нели тргаме на страна таа 20% дисциплинава или секогаш имам изговор. Еве јас сега во предизвикателство имам изговор. Така. Да, секогаш луѓето наоѓаат изговор. Нели, добро, вистина бевме болни и се уште некако нели со Јана се опоравуваме, ама секогаш се наоѓаш изговор за некако да нели да подзастанеш или да не знам што. Најчесто луѓето бараат изговори, а тоа ќе ги ставам во оваа група луѓето кои што не се активни на долг рок. Значи, кои што можеби ќе дојдат еднаш на тренинг и ќе си отидат. Тука причината главна за тоа е дека луѓето не може да ја најдат активноста што им одговара. Значи, мене ако ми кажеш дека некој се родил антиспортист, тоа паѓа у вода. Значи, секој човек може да најде активност што ќе му се допаѓа. Јас, можеби, милион вежби од тука што ќе ми речат за оваа регија, таа е најдобра, ако мене не ми се свиѓа вежбата, јас не ја правам. Тоа е всушност, значи мора некој да испробуваме повеќе активности. Ја така сум испробувала све и све, а што и сум дошла до некој мој начин на вежбање. Така да секој еден ќе може да најде интерес во вежбањето за да се одржи на долг рок таму. Исхрана, има ли врска тоа со премногу има со нешто што се вика тело, собствено? Да, исхраната е клучна. Можеби за да некој сака да постигне одреден резултат и ако има одредена цел, исхраната е од 70%, да не речам, од останатиот дел е вежбањето. Меѓутоа јас се хранам здраво од дете и вежбам затоа што тоа го сакам. Не идам кон некоја цел резултат да постигнам физички. Тоа самото си доаѓа со тек на време. Некогаш бројам калории, некогаш не бројам, значи зависно каков ми е периодот и работата не ми дозволува јас да секој ден станувам и мерам дози, иако тоа го правам, али не секогаш, да. Така. Али за луѓе што сакаат да постигнат резултати, морат тоа да го прават. Значи не си често таму во оној другиот дел колку што гледам, да, кога си во фитнес центар. Ви кажам дека бодибилдинг не е тоа што јас вежбам функционално, ова е мојот дел. Ова е твојот дел на салата, добро. Можеш да ни покажеш нешто па после јас нешто. Мене ми рече нешто дека треба да правам. Да ти дадеме на вежбичка сака. Само да ви кажам, значи Ивана ја запознав како шминкерка. Тогаш имаше една приказна дека шминкерството ќе биде мојата професија, тоа најмногу го сакам, а ќе станам адвокат и ќе ја залепам дипломата дома сам заради семејството. Така е, да. Ама сега е поинаку, да. А во следниот линк, не знам, по некоја година, веројатно ќе биде 3 во 1, па ќе видиме кој е првиот избор. Да, може и нешто друго ќе искочи. Така е. Ајде сега, јас не знам колку сум подготвена за ова, ама одима. Ивана ќе кажува. Ајде. Ти дадам една вежбичка. Значи, да стануваш у позиција на чуче, исправена кичма. Ајде, 10. 10. Кликни, вака. Така. Кичмата внатре. Браво. Ајде. 5. Ајде. 9, 10. Браво. А ти? Тамо покажи. Ја шо да правам? Дипс. 3, 4, Толку. Ала. Сега, Катича. А втората вежба не ме слуша. Наум, слушаш ти. Втората вежба да се направи. Ај ова прва за местење чаршафи, окей ја направи. Ова вторава вежба да видиме кревање на раце. Кате.